Здраво на сите. Се надевам дека сте во добро расположение како што сме ние тука сите во нашето студио. А доколку не сте, ќе пробаме да ве расположиме во следните 35-40 минути со листа за 300 квиз на знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите ни се подготвени, што значи може да ги повикаме тука за да се запознаеме. Прво ќе ги повикам денешните домакини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, да ги поздравиме. Иве и Даниел, повелете. Иве, здраво. Како си? Здраво. Одлично. Даниел, како е? Супер. Расположени за денеска? Да, како и секогаш. Како и секогаш расположени за игра, секогаш насмејани. Така е. Да не сакате да кажете нешто што сте заборавиле да кажете минатиот пат или све беше кажано? Да не заборавме некој да поздравиме, дека пред некој мислим искара дека не поздравиле. Роднини, пријатели, што не познаваат. И што навиваат и не навиваат за нас, така? Да. Само тие што навиваат за нас. Само тие што да ви каже, нема да ги се лажеме, лажно лице да правиме. Да, така. Така е, одлично. Дома што ви кажа по резултатот кој што го остваривте минатата емисија? Супер задоволни. Задоволни? Ајде да продолжиме. Очекуваа ли таков резултат? Или мислите дека некој Малку се сомнева. ми кажавте дека имате некој другарче кој што се сомневало во Него вас? кум, него мој добар Тој не- пријател, тој се сомневаше малку во нас. Кумановски родени другари сме. Да, да. Да го поздравиме. Како се вика? Антонио Рокси. Антонио, голем поздрав, во некоја следна прилика да дое заедно со нив. Тука да ти ја пробам и тебе среќата во листа за 300. Така. Сега, Иве и Даниел, да не ви одзема повеќе внимание, да оставиме нели концентрација да запомнатам во листа за 300. Повелете во домакинската кабина. А секако, подготвени да не речам во низок старт се и нивните противници. Денеска, во улога на предизвикувачи, Слободан и Љупчо. Повелете. Добар ден, господа. Добар ден. Намо е огромно задоволство. Повторно се гледаме, повторно ќе се дружиме. Пред колку време беше во листа за 300 последно? Тоа има една година, може. Така, една година, летна годината. Да. Јас пред 10 години. Леле, кога ми кажа приеска дека тогаш си бил на почетокот кога почнав, значи пред неки 4-5 години му доаѓа, 5 години сигурно. Не знам ја. Така од прилика ќе да. Не мислам можда. Како и да е. Тогаш имавме и малце концептот беше поинаков на квизот, после тоа го адаптиравме и супер миломе што повторно се гледаме. Дали тогаш може би зема награда? Ти текнува? Да, земав награда. Да, кокава беше тогаш беа поголеми сумите малце, но и темите беа многу потешки, да не се темите лажеме. беа потешки, да. Па сумата беше задоволителна. Така, одлично. Две победи имав тогаш. Супер. Да. Браво, се, ајде да видиме и денеска дали ќе продолжиме со такво темпо по неколку годишна пауза. Да. Супер, да не сакате да додадете нешто? Па ето, ја чисто би сакал да ги поздравам моите сограѓани од општина Чашка, моето семејство, моите пријатели. Се најдовте тука, гледам, со дел од Апсолутно, колегите така во е, студиото. тоа. Нас може би не нема многу, но правилно сме распоредени. Дефинитивно. Државата. Чисто секојаш ми е драго кога ќе дојдам во вашиот квиз, затоа што овој квиз навистина е популарен и Мило ми е. искрено и ние кога ќе се појавиме Ве сезат по улици имаше една прилика после гостувањето во вашиот квиз се возам со такси и таксистот ме вози и вика за тебе пола цена затоа што те гледав на листа за 300. Одлично, баш ми е драго. Ете, Еве апели до таксистот, доколку гледа листа за 300, слободно да се пријавите. Да, па да се дружиме тука и ние заедно. Ќе дадам ја 50% попуст на прашањето. Не се кири. Баш ми е драго. Супер, ајде денеска да се забавуваме, да видиме да постигнеме што подобар резултат можеме. Но пак ќе кажам, забавата е така. Со среќа, денеска почувате како предизвикувачи до каде ќе стигнеме, многу ме интересира баш и ќе дознаеме во продолжение. Повелете. Иви и Даниел, односно Слободан и Љупчо, се во нивните надпреварувачки кабини. Ајде сега сите заедно да провериме дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме со листа за 300 без никакви проблеми за таа цел. Ке ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Слободан и Љупчо, дали се слушаме? Се слушаме, да. Одлично.
Само едно мало подсетување, доколку имаме некаков технички проблем, веднаш да ми кажете за да не се одрази нели на крајниот резултат и доколку нешто не ме слушнете, не ме разберете, дека знам и брзо да зборам понекогаш и не многу разбирливо, ако имате таков проблем, да ме прекинете и слободно да ме прашате, немете да страмите. Договорено? Договорено. Со среќа уште еднаш, сега ќе исклучиме кабината на предизвикувачите, да направиме муабет со Иви Даниел. Се слушаме ли, момци? Да, се слушаме. Одлично, секогаш насмеани, секогаш расположени. Се надевам дека баш така позитивно се тоа ќе се одрази на денешната игра и на што подобар резултат. Пазите, имате опасни противници, затоа внимателни да бидете. Може да почнеме? Може. Одлично. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. Добивме и зелено светло од домаќините Иви и Даниел, што значи може да започнеме. Започнуваме стандардно со првата лицитација, односно првото надавање, а темата за истото гласи. Зборови на две букви. Извор, сајтот на Македонски дигитален речник. Бараме зборови на две букви, без обзир дали се именки, предлози, заменки, извици, честички и слично. Не се прифаќаат лични и географски имиња, имиња на компании, хемиски елементи, кратенки, регистарски таблички и слично кои ги нема во речникот. Имам едно нешто само да ви напоменам, да внимавате кај извиците, може некој да ги нема, знаеме, нели, најчесто тие се со две буквички, но внимавајте, бидете внимателни таму. Ги има голем дел, но некои ги нема, немојте да измислувате, тоа ми е муабетот. И уште една работа сакам да ви кажам, знам дека малце ви изгледа како да нема многу такви зборчиња, но само ја тука имам извадено околу 100 зборчиња, да знаете дека има. Има доста во македонскиот јазик. Иве и Даниел, дали не е јасна темата? Да. Јасно. Одлично. Слободан и Љупча, дали не е јасна темата? Супер. Интересна тема, барем мене многу ми се допаѓа затоа што не е вообичаена. До сега обично секогаш бараме зборчиња од 3 или повеќе букви, а еве, денеска конечно имаме и тема за зборови на две букви. Баш ме интересира колку ќе кажеме и кои ќе ги кажеме. Знаете, драги гледачи, дека први почуваат со надавање при првата лицитација тековните предизвикувачи. Во таа улога денеска се Слободан и Љупча. Те исклучиме кабината на Ива и Даниел, а Слободан и Љупча која ќе имаме понуда да слушнеме. 5, Започнуваме со 5, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, едно повеќе 23, едно повеќе 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, стигнавме до 30, 32, 32. нека одговараат. Да одговараат? Ајде да видиме и ви Даниел дали ќе се исплати стратегијата Слободан и Љупчо. 32 празни полиња, не се малку, но ќе повторам уште еднаш, има зборови во македонскиот јазик на две букви. Бидете внимателни, времето е ваш сојузник сега за сега. Ако треба да побрзате, јас ќе ви кажам. До тогаш размислувајте, консултирајте се меѓусебно за да не направиме некоја несакана грешка. Кога ќе бидете подготвени, започнете. да, Да, како може да почнем или да? Да. Да. Да, да. Така е прв точен одговор. Не? Добро, чим си за точен одговор. со, со, Со. Така е. ти, Точно. по, По. Така е. до, До. на, Точно. На. И тоа е точно.
Те. Те. Така е. Ме. Ме. Точно. Ви. Ви. Така е. Ох. Ох. Точно. Ке. 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 Точно. Се. Се. Така е. Ми. Ми. Така е. Го. Го. Така е. Би. Би. Така е. Ги. Ги. Така е. Оф. Оф. Точно. Ли. Ли. Така е. По. По го кажав. Ако кажа. Да. Си го кажа. Си. 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 Сега ќе провериме. Така е. Уште 12. Ајде. Дого. Да. Ах. Ах. Така е. Ав. Ав. Да. Ав. Да. Так. Ава. Ав. Ав. Ава, да. Ава. Ав. Така е. Ов го кажавме. Да. Ох го има. А, оф. 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 Оф го има. Го има. Го има. Да, Јас го има. реков, ох го има оти. Ах, оф, ох, да. Ги има сите. Ама има. Ако има апостроф нема апострофи, врска. не се рачуна ли? Не се рачуна. Рш, мислев не, рш. Се рачуна зашто на две букви е. Да, Така рш. Рш. Так, да, добро. Рш. Рт. Рш, само секунда. Така е. Рт. Рт. Ова за гледачите се со апостроф овие зборчиња, но за жал не можеме да го испишеме апострофот, мораме вака да ги пишеме. Но се рачунаат како точни зборчиња дека со две букви, сакам да кажам. Така и тоа е точен одговор. Ще е 8, ако не се лажам, да. Оп. Оп. Оп, те слушав поп, викам, чекај што направи се, зашто вака, оп, добро.
Така е. Ги го имаме, да. Го имаме. Има ги, да. Имаме. Не го има мисля. Ме го има, да. Ајде, слободен Лјупчо. Уште малце остана, да не дојдеме во ситуација да мораме да броиме тензи што да ви биде. По Сега го... а го кажав, Мислам дека го кажавме по. Сега по... Да, кажано е, да. Вас ви текнуват ли други зборчиња? Да. Пјутер, или ако сакате помогнете, не знам, таа на вас оставам. аз, Аз. Да, така е. Баш ме интересира како им оди дома на гледачите. Дали успевате да погодите, да кажете плюс зборчиња некои. Зажалете, не можете да ми помогнете од таму на Слободан и Лјупчо. ко нас. Дали иде во ко? Што српски? Ко нас, не. Српски е тоа. Сто број зборчиња Ли, Ли, имаше ли? го имаме мисла. со, Мислам дека го имаме, но да проверам само секунда. Го има, да. На почетокот го кажав. их, Их. Така е. уште колку? Уште 5. Ух, Ух. Се мислевте за ко. Кој Дали? ко? Не ко, не го Не, знам, вие кажавте ух. Така, излезе дека ух е најверојатно србизам, уф е на македонски, кој кажавме веќе. За разлика од тоа ко не е србизам, туку го има во нашиот речник, дали го сретувам исти по песни. сега имаме и Ама ништо не. Да, ух, за жал го нема во македонскиот дигитален речник. Затоа ви реков за ти да внимавате зборчиња, најчесто се прави тука забуна. На некои нели во српскиот јазик ги има и во македонскиот ги има, само тоа на македонски ух. Па да, намејте го во речи уф. уф, Ако ќе види секој раз часовка во мака, така да тоа е. Слободан Лјупчо, супер изигравте, слушнав коментар дека сте требале на 30 да се откажете. Не требаше, супер си бевте и вака, значи нека не ве сече тоа. Може би пак ќе ги наместев сега беа побрзи од вас вашите противници, затоа дека не ве кочи тоа. Па до 30 ќе стасавме башто. И стасавте, малте не. Сега што да правиме? На крај ќе морав и да почнам да ви бројам како и да е за една минутка ќе ме притиснеш и тоа. Имаме уште една лицитација. Дзе македонскиот дзе? Дзе, мислам да. Ете тоа. Само момент сега ќе побарам да видам дзе. Дзе. Ти може ке мене на список да го најдам. окей. Не сум го извад. Да, еве го има. Дзе, така. Сега ќе прочитам еве дел од зборчињата, само прво да им честитам на Иви Даниел за првиот поен, но бидете внимателни, уште една лицитација си има за играње, не се опуштете. Ништо не е готово и ништо не е сигурно.
Зборчиња на две букви. Како што реков, доста ги има во македонскиот јазик. Искрено не ја не очекував дека ги има волку многу. Дел од тие се ад, ај, ак, ам, ап, ар, пота ах, аш, бе, би, бу, пота во, ви, ве, мислам ги кажавме, да, де, ди, до, потоа еш, можевме да кажеме и животни секако, нели, имиња на животни, потоа еј, ем, им, ја, мислам кажавме тоа, тешко ми е да одвојам, сепак 30 зборчиња кажа, но мислам дека не го кажавме, ој, оф, ах ги кажавме, ох, се извинам, оф и ох, па, пи, по, рс, рт, кажавме добро, та, те, ти, ту, ке, уа, да, уа заборавивме те, пота хо, хи, ху, хе, ха и така натаму. Има доста зборчиња, сега имам мал проблем да ги издвојам кои да ги кажам, затоа што сепак Слободан и Љупчо кажа 30 зборчиња на две букви и секоја чест, но не ги кажа доволните 32 за да го освојати првиот поен. А сега да не одолговлекува повеќе, драги гледачи, да продолжиме со втората лицитација, односно второто надавање. Темата за истото гласи: елементи од периодниот систем во чие име не се содржи буквата Р. Бараме имиња на елементи од периодниот систем кои во наша транскрипција во името не ја содржат буквата Р. Морам да ви појаснам, значи не во ознаката од две букви да не ја содржи буквата Р, туку во целото име, нормално во наша транскрипција. Затоа бидете внимателни. И ви, Даниел, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично. Слободан и Љупчо, дали не е јасна темата? Јасно е. Јас се сеќам дека преска кога разговаравме на почетокот, кога дојде ми кажа дека Абе, не ги откривајте сите тој. 5-4 бе, ама не, нема везе, тотално друга е темата, само пак сакам да кажам поврзано со ова периодниот систем, само тотално друга тема беше во прашање, баш ми кажа. И ми падна смешно, секој прочита периодниот, викам, мамаш, некои луѓе немаат куртула од некои работи, тоа е тоа. Ајде да видиме дали сме научиле лекцијата од тогаш. Дали не е јасна темата? Јасна е. Одлично. Да не должам повеќе, драги гледачи, знаете дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра, секако се разбира. Во таква ситуација сега моментално се Слободан и Љупчо. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Иве и на Даниел, а Слободан и Љупчо, која имате понуда, повелете. 3. Започнуваме со 3. 4. Како стоиме со оваа тема? Не се слушат сега, правете се дека е многу добро, ама мене ме интересира. Па, хемија имав тројка, така. Ја бетар бев од тебе, да не се кира. Океј. Покер фест и тоа е тоа. Пробуваме да се извадиме. Која беше вашата понуда, извини? Плюс 1. Плюс 1, 4, значи. 4. 6. 6. 7. 7. Ги прачави вашите колеги, противници, како стоиме со оваа тема? Гледам, размислуваш добри сте, значи. Океј. Ме интересираше, чисто за мене, не им кажувам нив. Хемијата од секогаш ми била најомразена. И кај мене исто, тоа е. Мислам, не наобразен, ама така некако, не Во сум. вистинска смисла најомразена. Да, ја не сум ја мрзал хемијата, но не Она ме тоа мразеше нешто. мене. Па може така да се каже, и она мене исто така. Професорката. Не, мене добра ми беше професорката, голем поздрав, само јас што бев за никаде. Јас имам среќа што професорката не гледаше доволно, па можев да препишам. Да, добре. Некој барем се снашол 10. код нас. За тоа 10 за професорката. Договорено. Одиме со 10. 10. Како беше? Елементи од периоден систем во чие име не се содржи буквата Р, но во целото име. Во цело, не во кратенката, туку во целото име. Јасно. Плюс 1. Плюс 1. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. Нека одговараат. Да одговарат? Ајде. Не знам дали ме претрка, така ти видите да. Ова беше многу јако, а само што сакам да речам, лели, за едно ме помина, може би требаше, како што рече, да случи да ги пуштите да одговарат, дека ако не се лажам, така беше маве. Зашто? Така За минатиот пат? Не, за сега. Не, ние... Не. Јас... За минатиот пат беше тоа, викавме на 31 требаше да ги пуштиме. Да, ја мислев и сега дека се договарате за да ги пуштите да одговарат. Хелиум.
Хелиум, така е, прв точен одговор. Железо. Железо. Добро си препишува, се знае за да види. Така е точен одговор. Злато. Злато му е. Симити. Злато му е, така е точен одговор. Молибден. Чекай, сега молибден. Прв пат ја слушам, верувам. Ја тука го научим. Така е точен одговор. Калај. Калај. Така е. Манган. Манган. Точно. Литиум. Литиум. Така е. Алуминиум. Алуминиум. Точно е. Цинк. На пола сме. Цинк. Така е. Калциум. Калциум. Точно. Магнезиум. Магнезиум. Така е. Калиум. Калиум. Така е. Нобелиум. Нобелиум. Точно. Платин. Платина. Бело злато. Така беше? Платината беше бело злато? Појма нема. Појма. Што се прам паметен со сила? Платина точен одговор, уште две имаме. Кадмиум. Кадмиум. Кобалт. Кобалт. Завршуваме со кобалт. Имам уште. И така е очигледно. Ве гледам дека добро почнавте, значи можеше уште да се игра. Кажи. Значи сите 15 ми ги кажа. Да, знам приметив. Ама нема кај битно е Ама знаев, од од 15 5 знаев. Првите. Сега до злато. Кажи, плюс вие, ја ќе се зезам си да бројам во себе, викам, зашто сребро него, кажи, после Марче, бе, темата е без рада биде, бе, Не треба нам сребро. Ќути, добре што понекогаш не сугерирам работи, зашто И секогаш вака минев на хемија. Да, секогаш вака со препишување, ете, повторно. Некои работи не се менуваат, рекам. Тоа е. Браво, со одлично, очигледно можеш уште да се надава. Гледам дека имате знаење на оваа тема, не знам колкава е, ќе видиме, може пак ќе ви дадеме таква тема ако се пушти шанса баш да видиме до каде може да тераме. Слободан и Љупчо, честитки за освоениот поен, сега резултатот е 1-1, бидете внимателни, играме пенали. Иви и Даниел, требаше уште малце похрабро да отидеме во оваа серијата. Да. После се сети на уште елементи ова. Да, ги има доста без буквата Р и тоа треба човек да почне, кога ќе почне да ги реди после како него самите да доаѓаат, ако знаеш, ако не знаеш. Нема што да ти дојде да ти падне на памет. Како и да е, бидете внимателни, играме пенали, нека победи подобриот. Драги гледачи, резултатот е 1-1 по две одиграни лицитации. Пеналите ќе бидат тие што ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена. Но, пред да дознаеме темата и да видиме што ќе се случи, да прочитаме дел од оние елементи од периодниот систем во чие име не се содржи буквата Р. Ќе пробам да издвојам, кои не ги кажавме, мислам дека Einsteinium, Actinium, антимон, астатин, бизмут, ванадиум, гадолиум, потоа жива, индиум, јод мислам кажавме, не важно, кадмиум кажавме, калиум кажавме, мислам литиум, лутециум, неон, неодиум, нептуниум, потоа паладиум, осмиум, олово, скандиум и така натаму. Се извинувам, но не можам да ги издвојам сега сите. Како што реков, сега е време за пеналите. А темата за денешните пенали гласи: зборови во песната Бисер Балкански. Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во народната песна Бисер Балкански од нашиот пејач Гоце Николовски. Ги признавам и зборовите кои се разликуваат макар и со една буква. Секако, секој ист збор можете да го кажете само еднаш. Иви Даниел,
Дали не е јасна темата? Да. Одлично, спремни за пеење? Спремни. Супер. Слободан и Љупчо? Дали не е јасна темата? Одлично. Па ајде да пееме тогаш. За жал немам ништо да ве понудам тука да замислиме да се напиеме, да почнеме со песна, па ќе видиме кај ќе. Два најмалку, така? Два најмалку. Вака. Сега, зборовите од насловот, се извинувам, се блокирав, не можеме да ги користиме, да. Тоа не е како пракса некоја, па кога ќе бидете подготвени... Насловот како е? Насловот само. Бисер балкански, Okay. да. Само тие два збора, бисер и балкански не може да ги играме. Се друго што има во песната, секако дека може. Драги гледачи, да не заборавам да напоменам, знаете дека над пенали први одговара тековните предизвикувачи. Па да почнеме. Слободан и Љупчо, дали имаме одговор? Спроти. Спроти. Да, спроти. Нема спроти. Да, нема спроти. Ќе ви кажам, после не можам сега да откриам одговорот, да видиме вашите противници што ќе кажат. Иве и Даниел, дали имаме? Да кажеме... Солзи сами капат, прости. Солзи. Солзи. Иве и Даниел, можам одма да ви честитам, се извлековте за овакво. Имаме проблем со оваа песна, ќе го кажам, и ја долги години го пеев спроти пирин егејски, а Треба да уствари е сплоти пирин егејски. Тоа го мислев јас, спроти пири. Многу и во минатата сезона или предминатата, не знам кога ја дадовме истата песна Бисер балкански и тогаш го имавме истиот лапсус. Слободан и Љупчо, одлични надпреварувачи, супер бевте еден кикс кафански лапсус. Спроти Ја пири, зем. ја го знам тоа. И јас така го знаев. Се додека да, сега ќе го памтим и јас го памтев, то тогаш го знам, сега и ти ќе го памтим. Супер надпреварувач. Знаете дека ова не е одраз на вашето знаење, еден кикс е нормално, нели? Кога ги слушаме работите, како ќе ги слушнеме. Без очекување се гледаме во следна прилика. Знаете дека можете да се пријавите веднаш кога немате освоено парична награда, па во блиски дни повторно ве чекам да ги исправиме работите. Договорено? Договорено. Чест ми беше задоволство, се гледаме во следна прилика. Иви Даниел, браво, сега ќе ве викнам тука да дојдете на главната сцена, за да ја ќе ја прочам, да не губиме време, а ние ќе пееме после од кога ќе ги земеме парите. Важи. Песните, зборовите од песната Бисер балкански. Солзи сами капат, прости ми. Тешки се ко твоите планини. Плаче срце од три страни, што крвари многу години. Македонијо, ти си бисер балкански. Сплоти пирин, еге син, со бистри води вардарски. Само една има вистина, има една Македонија. Делетеа, парчетеа, пак ќе биде наша најмила. Македонци на глас запејте, македонско оро играјте. Мајка мила спомнете, и ја жива била Македонија. Тоа се зборовите од песната Бисер балкански, а сега ги повикувам Иви и Даниел да дојдат тука на главната сцена и да видиме што ќе направат, кога ќе ги сочиме со темата од нашата листа. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Иви Даниел ми се придружија тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Но претходно знаете, драги гледачи, дека мора ритуално, не знам како да кажам, да ја поминеме листата, да се подсетиме како стојат работите со незе. Таа е составена од 15 празни полиња, кои што треба да ги спишеме со точни одговори за да освоиме максималната сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со 300 евра. Имам интересна тема, колку пратевме Олимпијадата во Париз 2024 година. Така. Кошарка гледавме нешто, ама... Денеска ќе одиме на фудбалските стадиони, каде што се трча и се одржуваат атлетските надпревари. Малце намерно така ви кажам да мислите фудбал, дека, ама не. Темата ни е поврзана со атлетика. Слушајте добри вие, драги гледачи. Денеска го тестираме нашето знаење на тема држави кои освоија медал во атлетика на Олимписките игри во Париз 2024 година. Кратко и едноставно, нема никакво плюс објаснување. Податоците можете да ги најдете на сајтот за Олимпијадата 2024, доколку ви интересира. А сега може да почнеме. Мислам дека со некоја логика можеме барем неколку одговори. Атлетика, само атлетика, да. Значи на 100 метри. 100, 200, 5000, скок во далечина, скок во височина. Америка, сигурно и Кина, предпоставljam. Кенија? Да. Имаше. Ја мислам дека треба да има нешто маратон тигра. Има се све големи, Америка сигурно.
Мислиш ли трчање? Трчив американци. Трчи в атлетика, широк спорт, бе. Да. Ама само со трчање атлетика или општо? Општо во атлетските спортови што се, значи има повеќе дисциплини, да, сите во секоја атлетски. дисциплина. Што е поврзано или што спаѓа во категорија атлетика? Да почнеме со Америка. Соединетите американски држави. Така е, Соединетите американски држави или САД се најуспешни во овој спорт со 34 освоени медали севкупно. Кина. Кина. И Кина е точен одговор. Све. Да. Сви спорт. Скоки на 100, 200, 105, све што има. Од Србија, Шпанович. Немаме од соседството. Немоц. Нема од соседството да ви кажам одма за да не... Уф, и ствари има една, ама не е та. Си си. Руси не се познаме, че се вада Руси. Кенија и Јамајка некој од тие. Што трчи брзо. Што пробај. Кенија. Ајде ќе пробаме со Кенија. Со Кенија? Да. Кенија по Соединетите американски држави е најуспешната нација со 11 медали освоени во атлетика. И кој ќе биде? О, па 3 ги имаме. Ја па чекам уште еден за 50 евра. Честитки, брат. Што тоа брзо ги стрчавте овие? Се За дали. Трчање на 50 евра. Нова дисциплина. викаш Јамајка да кажеме. Ајде, мислете, има тука ништо не кажате, што има... Имаат и од Европа, држави... Нешто ме влече на Германија дека има в атлетика. Да. А Бразил? А Бразил, што има во Бразил? Не знам Бразил како се со атлетика. А он и фудбал трчи само. Во афрички држави мора да има јошто. А афрички и европски. Да пробamo Германија, Шпанија и... Германија, Шпанија? И која афрички? И Јамајка. Или не? Од афричко да пробаме. Која? Јамајка или да видите? Значи, Германија? Конго. Конго да пробаме. Конго? Да. Што е Конго, пати? Конго. Јамајка, Германија И и Шпанија. Шпанија. Ајде како се Германија. Продолжуваме понатаму. Ајде, ќе пробаме, па и да видиме. Да. Ајде. Германија. Германија. Германија со освоени 4 медали во атлетика, точен четврти одговор. Шпанија. Шпанија. Така и Шпанија на оваа листа со исто 4 освоени медали, точен одговор. И за 100 евра. Јамајка. Јамајка за 100 евра. Јамајка. Јамајка поуспешни од Германија и Шпанија со 6 освоени медали, точен одговор и 100 евра се ваши. Што правиме сега, Мунзи? Да видиме. Ја мислам дека Јапан. Која сточи? За гарантирано. Чај, дај да размислиме само. Јапан треба. Да ги пробам, а? Пази, сточи за гарантирано. Хрватска, Јапан и Франција. За 50 евра плюс губимо 100 евра. Хрватска, Јапан и Франција и доста е. Ајде. Одиме? Да, одиме. Продолжуваме. Ајде. Јапан. Јапонија. 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 Само еден златен, но доволно за да биде точен одговорот. Доста. Добре. Пота? Хрватска. Леле, бе. Кажав од соседство да не играте држава. Ама во блиско соседство Хрватска си освои медал атлетика. Малце да ви спотам, ба вепта лабаво денеска, мислите така. Хрватска 8 точен одговор. И домаќините Франција. И Франција. Франција
зачудувачки, освои само еден сребрен медал во атлетика, што е стварно чудно за нив. Но Али среќно за нас. Доволно да среќно за вас. Франција 9 точен одговор за 150 евра. Браво себе, браво. Даниел, што правиме сега? Сега стварно убаво размислете да не направиме некоја... Толку се откажуваме. сега Не мислам да ме натурам да се откажете. Не сме сигурни толку се 100, измачи. 150, да. Добре, кажи пополека, одиме на. Пополека. Да. Супер, Иви Даниел, ја мислам дека можевте уште да одите понатаму, Да но не тоа е што е ризикуваме. сепак да не ризикуваме, нели? Вие се одлучувате. Да. Ќе ги прочитам сега дел од оние држави, не знам, 43 се севкупно кои што освоиле медали, ние те кажавме тука 9, ќе пробам да издвојам уште оние кои што не успеавме да ги кажеме. Велика Британија е трета најуспешна нација со 10 освоени медали. Потоа ги имаме Австралија, Белгија, Гренада, интересно дека има 120.000 жители, а освои 2 бронзени медали. Потоа Грција, нашиот сосед, Доминика, има 70.000 жители и освои еден златен медал. Браво за нив. Па Етиопија, Италија, Јужна Африканска република, Мароко, Норвешка, Пакистан, Полска, Порторико, Португалија, Санта Лусија, држава со 180.000 жители, освои златен и сребрен медал. Браво за нив. За Франција кажавме, Чешка, Шведска, Унгарија, Украина и така натаму. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на Листа за 300. Видовте како Ива и Даниел успеа да ми земат 150 евра денеска и да го подобрат нивното финансиско конто се извинам на 250 евра. Во продолжение не ми останува ништо друго, освен да ви посакам да имате прекрасен остаток од вечерта, да уживате со програмата на Сител, да го чекате следното издание на нашиот квиз и да не заборавите дека ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!